svoj dane spasi nas Isusa Hristosa Emanuel Som nas beše Bog i ostana ne pomiri So tebe ne osveti Nema smrt, nema veke krvi Vam, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja ta Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemlja ta. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vovedi u iskušenje, no izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je carstvo to, i sila ta, i slava ta, i sila ta, i slava ta, i carstvo to, vosite vekovi, za navek, vosite vekovi, vo vekovi. Amin. Tatko moj, v imето на Твојот Син Исус, те молам и ова слово да биде со власт и сила и да ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, зашто е пишано дека Ти знаеш кои луѓе се Твои и кои луѓе се имаат дар на верба, дарувани од Тебе по благодат, да те изберат Тебе, односно преку портата на спасението Твојот Син Исус Христос да дојдат до Тебе, за да пребиваме во дух и вистина, да Ти се поклонуваме, да пребиваме во Божјото царство на небесата, во храмот. А еве што вели Ефесијаните, значи послание на апостол Павле до Ефесијаните, и му покори под негови нозе, се мисли на Исус, и го постави глава над сите во црквата. Христо кефален, значи Христос е главата која е негово тело, црквата која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се, значи црквата, се двајца собрани во мое име, како што вели Исус, а името на Господ е љубов, собрани во љубов. Третата глава, дејноста на апостол Павле меѓу нејудејците, затоа сум јас Павле, Ефесијаните, значи трета глава, затоа сум јас Павле, затвореник на Исус Христос, за вас не знам божците. Павле ја кажува она изрека, да речам, оној патоказ, знак кој ни го кажува, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Значи, суштински Господ на повеќе места објавува исти работи на поинаков начин, за евентуално тие што ја преведуваат Библијата, што ја препишуваат, што ја толкуваат, да им се отворат очите, умот и срцето, да ја разберат и да ја толкуваат како што треба. Значи, затвореник на Исус Христос за вас, не знам божците, бидејќи ја чувте распределбата на благодатта Божја, која ми е дадена за вас. Благодат Божја подразбира дека се што сме добиле од Бог и самиот живот, ние сме создадени од Бог. И затоа вели по благодат сте спасени. Но понатаму ќе го дискутираме тоа, бидејќи ја чувте распределбата на благодатта Божја која ми е дадена за вас. Благодатта е дадена за да се расширува, секој дар што е даден за да се умножи,
i Божиот принцип е бесплатно добивте, бесплатно давајте, а Господ ќе намери, односно дека преку откровението Бог ми ја соопшти тајната, како што и погоре ви напишав накратко, вели апостолот Павле, да не заборавиме каква благодат, каков благослов го сонуваше македонецот и го покани, дојди во Македонија и помогни ни. Тоа е текст, односно пишано Божјо слово кое се однесува и денес. Значи, ние денеска можеме да кажеме Исусе, дојди во Македонија и помогни ни, зашто на вистина ни е потребна помош. Ако погледнеме што се случува крајни времења се, што се случува во македонскава земја, каков степен на омраза. А добро е пишано, кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Тоа подразбира дека Македонија пребива во смртта. Не разбирате буквално, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, тие секојдневно едни со други се погребуваат. Читајќи го тоа, можете да разберете како сум ја сватил тајната на Христа, како ми ја дал да ми се отвори во срцето, која на синовите човечки од поранешните поколенија не им беше објавена. Значи имаме две категории на земјата, синови човечки, тие што не го спознале Бог, родени од човек, од жена, и синови Божи, значи луѓе кои ќе го изберат Исус Христос за свој Господ и Спасител и кои треба да се родат одново во дух, во вода и во дух. Арарахта сим, која на синовите човечки од поранешните поколенија не им беше објавена, што сега се откри на неговите свети апостоли, пророци, што се откри преку Светиот Дух. Светиот Дух, Исус заминува на небесата, им вели на апостолите, почекајте, Господ ќе ви прати друг утешител, Духот на вистината, кој ќе ве облече со сила од озгора, за да имате сила за сведоштво, Духот на вистината со кој сме запечатени на денот на воскресението, значи Божиот Дух, Христов Дух, тоа подразбира Бог да пребива во вас, во вашето срце. Тоа е таа категорија што треба да ја научиме. Значи, читајќи можете да разберете како сум ја сватил тајната на Христа, вели апостолот Павле, што сега се откри на неговите свети апостоли и пророци преку Светиот Дух, за да бидат незнабожците сонаследници. Делови на едно тело, тоа подразбира на црквата, и соучесници на ветувањето Божјо во Христос Исус преку Евангелието, едно тело во кое Христос е главата, а интересно, денеска црквите се поделени на повеќе тела, значи во тие, како ги нарекуваат, црковни поделености, деноминации, кој како ја прочитал Библијата со својот ум, наместо да ја читаат со дух и да бидат заедно, бидејќи е добро пишано дека ќе ве познаат дека сте мои ученици. Ако се љубите меѓу себе, тоа подразбира дека делови на едно тело и соучесници на ветувањето Божјо во Христос преку Евангелието, на кое му станав слуга, со наследници на Евангелието, на кое му станав слуга на Евангелието, според дарот на благодата Божја, дадена по дејство на неговата сила. Не можете ништо да земете, се вели во Евангелие по Јован, ако не ви е дадено од небото. Ако ви дал Господ дар, не е тој за да се себе афирмирате, да правите идолопоклонство од себе си, туку да го прославите Бог и да бидете ловци на луѓе, да спасувате луѓе, да ги доведете до Христос, да може да го направат својот избор. Мене, најмалиот од сите светии, таа благодат ми се даде, неискажливото богатство Христово, и да расветлам во сите во што се состои распределбата на тајната, криена од векови во Бога, кој создаде се преку Исус Христос. Бог Отец кој создаде се преку Исус Христос. На повеќе места во Библијата и така спомнато Исус вели, јас постојам уште пред да се роди Аврам. На друго место вели, јас сум предзначен уште пред создавањето на светот. Ова е трето место кое вели, кој создаде се преку Исус Христос. Така да денес ке ви речат, еден е Бог, на добро пишува на повеќе места во Библијата, во живо свето слово запишано од самиот Бог, колку и да има при преведувањето толкувања, погрешни преводи, како е дојден до нас, сепак тој покажува на повеќе места, запишува одредени работи.
за да разбереме Бог е еден, но добро се пишува дека кој ме видел мене, вели Исус, го видел Отецот. Кој го исповеда Отецот има и кој го исповеда Синот има и Отец. Значи Исус, кој не го исповеда Синот, нема и Отец. И никој не може да дојде при мене, вели Отецот, освен преку Христа, и никој не може да дојде по Христа, освен преку Отецот. И тоа е тоа што денеска се подметнуваат одредени толкувања. Точно е дека Бог е еден, но вие не можете да го спознаете Бог. Од Исус вели, јас сум портата на спасението. Портата, кој ќе влезе и ќе излезе и пасиште ќе најде. Значи метафорично и да расветлам, кој создаде се преку Исус Христос. Така да оној термин пред Христа е погрешен, веќе Христос постоел уште пред се. Та многоликата мудрост Божја да им се објави сега, многолика мудрост Божја преку црквата на началствата и властите небесни, според предвечната одлука која тој ја изврши во Христос Исус, нашиот Господ. Иако тие велат, Исус не е син, нема син Бог. Видете, кој го исповеда Синот има и Отец. Кој е антихристот, така оној што одречува дека Исус е Христос и Син Божи. Та многоликата мудрост според предвечната одлука Исус Христос, нашиот Господ, во кого преку верата во Него во Христа, имаме слобода да се доближиме во Божјо присуство со доверба. Поради тоа ве молам, не паѓајте со духот пред моите маки заради вас, кои се ваша слава, од слава во слава. Затоа ги преклонувам колената своји пред Отецот, Татко мој, на нашиот Господ Исус Христос. Пазете, од кого се именува секој род. Значи, 3 глава Ефесијаните, 15 стих, од кого се именува секој род и македонците, на небесата и на земјата, така да денес овој притисок што се врши од поднебесните сили на злото на овој век да го смениме името е сатански, бидејќи освен што не го дал името секој род на небесата и на земјата, тој не запишал овде во Новиот Завет, во Светото Писмо. Не именувал како македонци, македонците се тие кои го повикале Бог, и сега ако се понижи тоа, тоа веќе друга приказна. Значи, Господ дал име на секој род на небесата и на земјата, да ви даде по богатството на својата слава, славата е на Бог, да ви даде сила да се утврдите преку Неговиот дух, тоа е Светиот Дух, Божиот Дух, Христовиот Дух во внатрешниот човек и преку верата Христос да се всели во срцата ваши. Христос да се всели во срцата ваши. Христос во кого во сета полнота живее Бог Отецот Создателот. Тоа подразбира Бог да се всели во вас, а бидејќи Бог е љубов, љубовта да се всели во вас, и христијанството подразбира че корење во љубов. Да вкоренети, значи верата Христос да се всели во срцата ваши. И ако некој го има Христос во срцето, вие ќе видите преку физичкото тело љубовта Христова како пребива во него. Има еден стих кој вели да се облечиме во твојата љубов. Да вкоренети и утврдени во љубовта, да можете да разберете, вкоренети и утврдени во љубовта, да можете да разберете со сите свети што е ширина и должина, што е длабочина и височина. Не во ова време, простор и свет, во овој свет, со трите димензии, како што ние можеме да ги разбереме, туку во духовен миг на соединување, кога Христос ќе се всели во вашето срце и да ја осознаете Христовата љубов. Што го надминува секое знаење, за да се исполните со сета полнота Божја, Христовата љубов која го надминува секое знаење. И тогаш се исполнувате со Божјата љубов, со полнота Божја. И тогаш Бог пребива во вас и вие се менувате, умира стариот грешен човек и вие сте родени во Бог и чекорите во љубов. А на оној кој според силата што во нас дејствува, може да изврши
изобилно се што ќе побараме или помислиме. Ако пребиваме во него, може да изврши се што ќе побараме, ќе помислиме, но тогаш ние секоја мисла е покорна на Исус Христос и добро разликуваме што е Божја волја, а што е наша волја. Двоволие, дуоволос, дјаволос. Значи човек што се одметнал од Бог и ја тера својата волја и Бог му вели не прави така, тој прави. Како Адам, на кого добро му беше кажано да не јаде од дрвото на познавањето на доброто и злото, бидејќи ќе умрете, тој касна, без разлика дали змијата е натера Ева го натера Адам, кога ќе тргне циклусот на гревот. Нему нека му е слава на Отецот Небесен во црквата преку Исус Христос во сите родови, се што е родено и во сите векови, така да поделбите земни кои се случуваат во Македонија, каде што нашите соседи сакаат да не избришат. Тоа е сатански круг. Бидејќи Бог не запишал, ти сакаш да избришеш нешто што Бог избришал, кој ќе помести еден дел од оваа книга, ќе му биде одземено од книгата на животот. Браќа, јас затвореник во Господ ве молам да се однесувате достојно според звањето за кое сте повикани. Достојно да се однесувате со сета понизност и кроткост, со долготрпеливост, како што Бог е долготрпелив, поднесувајќи се еден со друг во љубов. Апостол Павле вели, ако љубов немам, ништо не сум. Трудејќи се да го запазите единството на духот преку врските на мирот, свој ви го давам, вели Исус, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. Едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани, кон една надеж на вашето звање. Едно тело, тогаш зошто има поделби во христијаните, католици, православни, протестанти и други подврсти. Едно тело сте, кој ви рекол да се поделите? Дали сте тогаш присутни во тоа едно тело и во еден дух? Еден Господ, една вера, едно крштение. Крштение подразбира во дух да се крстите. Односно, Бог да живее во вас. Ако Бог пребива во вашето срце, вие чекорите во љубов, а на секого од нас, и кога чекорите во љубов, вие сте во Христовата црква, пастор ви е, владика и папа ви е Исус Христос, немате земни говорачи. А на секого од нас благодатта му е дадена, на секого од вас и од нас, според мерката на дарот Христов, односно колку што можете да понесете. Затоа е и речено, издигајки се на височина, тоа подразбира кога го распна, плен, зашто ја даде, беше покорен до смрт, го даде својот живот за браќата, плен им даде дарови на луѓето кога го вознесе Господ, нели тој вели, кога јас ќе заминам, Господ ќе ви испрати друг утешител. А што означува издигајки се? Ако не тоа дека тој слезе, Исус слезе пред тоа во најдолните места на земјата, да им го проповеда Евангелието на умрените, инаку смртта е победена, смртта не постои, смрт каде ти е осилката, пеколу каде ти е победата, значи првата смрт, втората смрт има еден израз. Потоа доаѓа Исус во второто пришествие, им суди на живите и на мртвите и според мерката на вашата љубов, колку љубов имате, одите таму во нов циклус, но тоа е друга приказна. Слегнатиот е истиот, Исус кој се издигна повисоко од сите небеса, за да исполни се. И тој постави, тој одредува, тој поставува не луѓе, едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири, учители, некои да зборуваат на телевизија, да го читаат Евангелието, за усовршување на светиите во делото на служењето за изградување на Христовото тело. Христовото тело е црквата, каде што таа е Исус Христова црква, христокефална црква, не е автокефална. Додека сите ние не го достигнеме единството на верата, значи Господ ги одбира тие што ќе ги водат христијаните, и вие веднаш гледате ако некој има помазание,
вие сакате да го слушате текстот, што го зборува тој, бидејќи не зборува тој, туку духот на мојот Отец говори низ мене, низ вас, вели апостолот Павле, односно Исус Христос, додека сите ние да го достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божји. Исус е наречен Син Божи, за да знаеме како од Син Божи се станува Син човечки, односно од Син човечки се станува Син Божи. Првим го викаат на едно место Син човечки, а Син Божи за да се разликува од Син човечки, како се станува Син Божи, тој ни е пример, показание, и затоа тој вели поучете се од мене, од состојба да совршен човек до мера на возраста на Христовата полнота. Тоа подразбира Господ да се исполни, да ви исполни, да живее комплетно во вас, во дух. Да не бидете веќе мали деца што ги лула и занесува секој ветер на лажните учења, преку човечките заблуди, ставови, на лукавството, измамата кон заблудата, затоа што Бог е љубов, и ако вие чекорите во љубов и ги љубите својот ближен како себе си, нова заповед ви давам, кој го љуби Бога. Во 1 Јованово, кој го љуби Бога, да го љуби и братот свој. И кога ќе видите што се случува околу вас во македонскава земја, каква омраза има во политичките партии, во водачите на овој народ, вие ќе видите дека тие не ја почитуваат првата Божја заповед и не е чудо што Македонија не чекори, има Божји благослов. Се мачи, има сатанин трн, живее во проклетство. И туку со љубов, држејќи се за вистината во секој поглед, да растеме во оној кој е глава, Христос. Христос е глава на црквата, папа, владика, пастор. И тоа се вика христокефално царско свештенство, избран род кој премина од темнина во светлина, е пишано. Со него целото тело е составено, исклопено и сврзано преку сите дарувани врски. Секој што има дар треба да служи за Христовото тело. Поради силите негови нараснува за да се изградува во љубов. Да се изградува во љубов, не во омраза, зашто кој не го љуби братот свој пребива во смртта. Секој што го мрази братот свој е добро пишано, е човек убиец. Некој ќе рече, не сум убил никого, не тука пишува. Во 1 Јованово, кој го мрази братот свој, тој е човекоубиец и пребива во смртта. Убивате во мислите, ова пак го зборувам и сведочам во Господ, да не живеете повеќе како што живеат и другите нездабожци по суетата на својот ум, како што живеат водачите, челниците во македонскава земја и во соседните, зафатени во сатански круг да ја негираат Македонија, овие да се негираат едните со другите, да влегуваат во разни организации без да го прашаат Бог, бидејќи Бог ви дал заповед во Македонија да се шири светото евангелие. Ако не ја почитувате таа заповед, ви одите во проклетство. Помрачени во разумот, оттуѓени од Божиот живот. 18 стих, 4 глава, Ефесијаните, поради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце, затоа живеете вака во Македонија, бидејќи водачите ве водат. Има еден стих, кога слеп води слеп, обата ќе паднат во јама. Духовно слепи луѓе, дојдени до бесчувство, тие се предадоа на разврат и ненаситота, вршат секаква нечистота, но вие не го познавте така Христа. И повторно ќе дојдеме што значи да крадеш. Јуда крадеше од касата, потоа го продаде Исус за пари, за 30 сребреници, да не речам евреници. Крадењето е Јуда, потоа ќе се чудите зошто го продаваат целиот народ, му ја одземаат територијата, му наметнуваат друг јазик, му наметнуваат друга вера, во 4 часот сабајле да звони, да ги вознемирува граѓаните кога треба да се спие. Му наметнуваат принципи да се откажува од себе си, да го понижат, да го доведат во сатански круг, да крене пушки и да убива. Но вие не го познавте така Христа. Ако навистина сте чуле за Него и во Него сте биле поучувани дека вистината е во Исус, и така кога ќе кажам дека виновна за состојбата во македонската политика и општество е црквата. И еден ми вели, не можеш така да зборуваш од најголемата црковна заедница. Од црквата престојувал Светиот Дух.
Светиот Дух не престои во објектот во црквата, ако престојуваше Светиот Дух во црквата, со толку голем број на верници Македонија ќе одеше во победа со Христа, нема да живееше во проклество, нема да ја распнуваа за 30 еврејници, нема да крадеа политичарите, нема да сеја мраза наместо љубов и ќе знаеа дека Бог е љубов, дека вистината е во Исуса. И кој е во Исуса не краде, не лаже, не убива, не мрази, туку чекори во Христовата љубов. Тогаш отврлете го од себе, ќе го отврле од себе стариот човек, според нивното поранешно живење, кој се распаѓа во измамливи желби. И затоа Македонија се распаѓа во измамливи желби, зашто ја води стариот човек. За да се обновите со духот. Овде вели на својот ум, погрешен препев, да се обновите со духот на Божиот ум, на Божи ум, да разберете што е Божја волја и секоја мисла да биде покорна. И да се облечете во новиот човек, создаден според Бог, нов човек, во вистинска праведност и светост, а вас ве запишал. Самиот Бог ве пишал, македонци, дојди во Македонија и помогни ни. Запишал за благодата Божја дадена на црквите македонски. Запишал дека во Македонија треба да се шири светото Евангелие. И вие сте повикан народ, сад избран. И ако не го ширите светото Евангелие, тогаш сте како Јона кој спие на дното на бродот. И не престојува Светиот Дух во заспаната црква во Македонија, најголемата, зборувам. Не престојува Духот таму. Духот престојува во оние кои чекорат во Христовата љубов. И тогаш ќе ви се случи тоа, ќе ве фрлат во океанот, во морето, ќе ве лапне кит и ќе ви се исуши сенката. И потоа ќе велите, луд сум на Бог до смрт. Не можеш да му бидеш луд на Бог. Налути си се себе си, бидејќи немаш доволно љубов. Ти што го водиш овој народ и го продаваш за 30 сребреници, и ти што треба да му служиш на Христос, а му служиш на мамона и на идолопоклонство. Поради тоа, откако ја отфрливте лагата, откако ќе отфрлите лагата, кажувајте си ја вистината еден на друг, на својот ближен, бидејќи сме делови еден на друг. Делови сме еден на друг. И ми вели еден од големата црква да сум дошол кај него на кафе, ќе ми покажал што е вистинско христијанство. Да сме делови еден на друг. Исус е мојот Бог, мојот пасир, мојот владика, мојот поп, мојот папа. Припаѓам на Христова црква. Не можам да припаѓам на друга црква која не е во Христос. Ако сте вие во Христос, било која црква, тогаш можам да одам било каде да зборувам. Тогаш сте вие Христовото тело. Ако не сте, тресам правото од нозете и велам мир вам. Гневете се, бидејќи сме делови. Поради тоа, откако ја отфрливте лагата, кажувајте си ја вистината, секој на својот ближен, бидејќи сме делови еден на друг. Гневете се, но не грешете сонцето да не зајде во гневот ваш. И не давајте му место на ѓаволот. Не давајте му место на ѓаволот во вашето срце, во вашата нељубов, во вашето однесување, во поделбите, во разделбите, во крадењето, во мамењето. Зашто Бог е љубов. Крадецот да не украде веќе, да не краде веќе. Еве една поука за Македонија. Крадецот да не краде веќе. Водачу на овој народ. И духовен и физички. Туку нека се труди и подобро. Труди со своите собствени раце да го прави она што е добро. На едно место вели победи го злото со добро во Христовото Евангелие. За да има што да му даде на оној што има потреба. Да има што да му даде на оној што има потреба. Значи, тоа е вашата задача. Бев гладен и не ме напоивте. Делови, плодови на љубовта, односно дела на љубовта. Нахрани гладен, напој беден. Помоли се за некого. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша, туку само добар за надградување каде што треба, за да им даде благодат на оние што слушаат. За да им даде благодат на оние што слушаат, те молам Господе, и овие слова што ги зборувам, да дадат благодат на оние што слушаат, да им ги отвориш срцата, да се покајат и да го повикаат Твоето име, зашто кој ќе го повика Моето име, вели Исус, ќе биде спасен. Дали Македонија треба да го повика името? Дали ќе се собереме еден ден во пост и молитва да го повикаме Исус да дојде во Македонија? Или ќе спиеме како Јона на дното на бродот и ќе мудруваме со човечки мудрувања по суетата на својот ум, наместо да разбереме што е Божја волја во Македонија, ако не сте прочитале што пишува овде, дека треба да се шири светото Евангелие.
I ne go oskrbuvajte Svetio Duh Božji, koji ne žive evo zgradite, so koji ste zapečateni za denot na otkupuvanje to, tuku žive evo nekoga od vas, o toj što je dopran od Bog, so živi slovo srce to, so pečat na čelo to za denot na voskresenije to, so sila da se svedoči svetot Evangelije i da se čekori vo ljubav. Odstranete ja podaleko od vas sekoja ogorčenost, jarost, gnev, vikanje, hulenje zajedno so sekoja druga zlova. Makedonijo, vo koji satanski krug si vodena, kada te vodat, padjaš vo jama bez Isusa Hrista, može bi ke se razbudi i ona od mnogu vekovni od son i ke povi kako Isusa Hrista, bideki komu mu je mnogu dadeno, mnogu ke se bara od него. Bidete jedan sprema drug, dobri i milosrdni, proštevajte si jedan na drug, proštevajte si jedan na drug kako što i Bog vi prosti vo Hrista, proštevajte si jedan na drug, така да може би и она ке се разбуди, ке ги фати за уши 20 водачи, тројцата, четворицата, ке ги натера да си простат, и ке им го прочита овој стих од Ефесијаните кој крадел да не краде веќе. И ке им каже дека оваа земја му припаѓа на Исуса Христа. Тука е запишано во Божјето Слово. Јас не зборувам од себе, туку Духот на мојот Отец говори низ мене. Те молам, Господе, да ги допреш сите оние кои ги слушаат овие слова, да ги исцелиш нивните срца, нивните болки, исцелување во дух, душа и тело. Во името на Исус, крвта Исусова, нека биде врз да ве очисти. Клекнете на колена. Прости ми, Господе. Им простувам на сите. Се откажувам од сатаната и од гревот. Потребна ми е Твојата сила и Твојата љубов да чекорам во Тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос, Татко мој, те молам да испратиш оган од небесата да изгори се што не е од Бог околу мене, во мојот дом, во мојот имот, во моето семејство. Во мојата земја изгори се што не е од Бог. Македонија е Твоја земја, го повикувам Твоето име. И како што Јона плачеше потоа кога му се исуши сенката за спаниот Јона, и Господ му вели, ти плачеш, но една тиква не си ја посадил, не си ја израснал, не си ја поливал, а мене ме прашуваш дали ќе ги спасам македонците, ниневејците, ако има еден праведник. Те сакам, Татко мој, те сакам, Господ Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. И Исус ви вели, дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ке ве успокојам. Ако ви треба спокој и мир и Божјата љубов, повикајте го Исуса Христа да дојде со сета негова полнота во вашето срце. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Амин. Svoj da ne spasi nas Isusa Hristosa